Председателе, почитувани колеги пратеници, бидејќи во текот на дискусиите, репликите и контрарепликите беа изнесени одредени неточни факти, како координатор на пратеничкава група и пратеник кој што бил во претходниот мандат исто така во составот на парламентот, кој што го донесуваше овој закон за Државната комисија за спречување на корупција, како и координатор во времето кога се гласаше таа комисија и како координатор кој што даде представник во изборот на кандидатите, кои што учествуваа во евалуацијата на председателката на комисијата и на членовите на Државната комисија за спречување на корупција, морам да констатирам дека тука се изнесуваат неточни факти, затоа што Законот за формирањето на Државната комисија за спречување на корупцијата е првиот закон кој што се донесе со двотретинско мнозинство, односно со 80 пратеници кои што гласаа за, вклучувајќи ги и пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН во изминатиот состав. Исто така и при изборот на комисијата учествувавме со наш представник кој што ги евалуираше кандидатите и изборот беше направен заедно од сите пратеници во ова собрание и тоа гласање и тој избор беа една добра основа за сите извештаи кои што во тој период ги добивавме како држава и самото влегување во НАТО е поттик и услов, една од работите кои што беа заеднички завршени и за кои што ова претходниот состав на парламентот беше пофален, е токму гласањето двотретинско. Затоа ќе ве замолам кога напаѓате да бирате зборови, затоа што има и други пратеници од владеачкото мнозинство кои што учествуваат во тој избор и знаат на кој начин беше направен изборот. По основ на другите обвинувања, гледам тука се спомнуваат во недостиг на аргументи, хидроцентрали и слично, јас би ја замолил, бидејќи деловнички не можеше председателката да одговори на колешката Жаклина Лазареска, да како председател на комисијата за Државната комисија за спречување на корупција, да каже во некоја од репликите дали донесоа решение по основ на тие хидроцентрали и лажните вести кои што ги пласирате и дали тоа решение е објавено и што содржи тоа решение, за да ја затвориме таа тема, затоа што хидроцентралите не ви поминуваат веќе. Имате многу теми за затварање, а гледам дека инвентивноста и иновативноста по однос на одбраните кои што ги бирате не ви се на најголемо ниво. Затоа би ја замолил, користам приликата во првата наредна реплика да се јави и председателката на комисијата и да ве информира вас, затоа што јавноста и ние знаеме дека има решение и што содржи тоа решение и дали е објавено на страната на Државната комисија за спречување на корупцијата. Благодарам. Ова е класика злоупотреба на